Од 15 до 17 часот денес од страна на жители од виничкото село Блатец беше блокиран магистралниот пат Виница-Берово кај местото Скараница. Причина за ова е големиот револт поради издадената лиценца за изградба на мини хидроцентрала на реката Блатешница, за која тие велат дека им е река на животот. Значи ли ова дека отпорот се засилува од голем ризик за изградба на хидроцентралата? Да, секако, како што најавувавме, моравме да го подигнеме на повисоко ниво нашиот револт и затоа денеска решивме овде да го блокираме магистралниот пат Виница-Берово, за да покажеме на надлежните дека нашата борба е исправна и дека мораме да ја укинеме оваа концесија која што е најмногу штетна за нас, жителите на Блатец. Каков ефект очекувате од протестите со овој? Па некој да од надлежните конечно да даде некаков сигнал за да може да почне или да се реши чисто со одземање на оваа концесија. Која е пораката до институциите кои ја издаделе лиценцата за оваа фирма? Пораката до институциите е следна. Зад мене стои народот кој има оправдана и чиста борба против концесијата. Концесијата е погрешно издадена, значи ако е погрешно издадена, подобро да спречиме отколку да лечиме. Цело време тоа го укажуваме. Затоа што не почнела да не почне никогаш за да си остане реката како што велиме. Таа има толку можност колку што треба да ги задоволува нашите потреби. Краен рок за почеток на изградбата е 7 март. Да. Дали сметате дека потоа сето ова ќе престане, протестите и слично, и Блатец ќе заживее нормално? Не, ова е допрва мобилизација и доколку не се реши на време проблемот, нашата организирана борба, така речено, ќе продолжи. Затоа ние ќе продолжиме се додека не добиеме написмено дека владата трајно ја укинала концесијата за река Блатешница и дека на река Блатешница нема повеќе да има концесии, да си остават реката Блатешница, како што кажав, да си го живее својот живот и да ги задоволува основните потреби за кои што Господ Бог ја створил. Дали дотогаш ќе има оваа форма на протести, односно блокади и слично? Протестите секогаш ќе бидат договарани во зависност од решавањето, доколку се решава проблемот. Доколку не се решава, протестите можеби и ќе бидат засилени на уште повеќе на повисоко ниво. Ова е предупредување. Значи, можеби следните блокади ќе бидат и подолги, доколку не остане некој со неслух за нашите проблеми. Што со викендов, следи викенд? Си продолжуваме со вообичаените обврски. Значи, блокадите ќе си продолжат таму, дежурствата ќе си продолжат и ќе чекаме информации дали некој после овој протест ќе даде некаков знак за решение на проблемот.